Избегнувај смело судење. Сврти ги очите кон себе си и внимавај да не судиш за туѓите дела. Судејќи ги другите, човекот се мачи без корист. Често пати се лаже и лесно греши. А кога самиот себе си се суди и решети, секогаш работи корисно. Колку што некоја работа ни е при срцето, така за неја и судиме. Зашто, поради самољубието, лесно ја губиме можноста за вистинското просудување. Кога секогаш единствената намера на нашите желби би била Бог, тогаш толку лесно не би се вознемирувале кога се противречи на нашето мислење. Но често има нешто скриено во нас или надвор од нас кое не води по себе. Многумина и не знаејќи се грижат за себе во тоа што го прават. Изгледаат дека се е во мир, кога се им оди според нивната волја и желба. Но ако нешто е поинаку отколку што сакаат, тогаш брзо се вознемируваат и се жалостат. Различноста во мислењата често доведува до раздор меѓу пријателите, граѓаните, дури и меѓу свештениците и побожните души. Старата навика тешко се напушта и никој доброволно не допушта да го водат надвор од она што тој го гледа. Ако повеќе се потпираш на својот дух и остроумие, отколку на покорноста за која Христос ни даде пример, тогаш ретко или доцна ќе влезеш во духовниот живот. Затоа да му се покориме и со силна љубов да се подигнеме над секој разум.